Edgar Gerasimovski, što znači organiziranje to ovaj naučen sobir za demokratski pluralizam na samoupravniti interes? Prvo, ušte го пристапувањето на организирање на овај собир, тренавме од две основни мотива. Два. Првиот е од тоа што од инспиративната и мощна значајна студија на другот Едвард Кардель за правците на развојот на политичкиот систем во нашето самоуправно општество. И друго, тезите за 11-тиот конгрес на Сојуз на комунистите на Југославија и другите документи што се другите републичките конгреси и покрајинските конференции на Сојуз на комунистите, кое што откриват низа прашања во врска и со натамошниот развој на нашиот политички систем, во врска со тоа и на демократскиот плурализам на самоуправните интереси во политичкиот систем на нашето самоуправно социјалистичко општество. Тежната беше у овој период на еден ваков научен собир да собереме што поголем број научни и општествено-политички работници од сите републики и покрајни и низ своји прилози, низ своји видувања, низ така да кажем, напишани материјали се произнесат за одредени прашања, аспекти, одnosno гледат колку може пошироко ова прашање. И мислам дека во тоа успеахме со тоа што се одазва на овај наш собир од сите скоро републики и покрајни, посебно од учество на марксистските центри нивни, кои низ скоро 28 саопштенија, а посебно со преку 21 учесници во дискусијата, дадоа, ми се чини, придонес во тоа да се неколку, така да кажем, ако може да се каже, пункта на прашање од овај политичкиот систем и подлабоко разработат. Тоа може да ги одвоиме у неколку, ако може така се, групи на прашања. Во прва група би биле идејно-теоретскиот концепт на демократскиот плурализам на самоуправните интереси во нашето општество, а во врска со тоа и карактерот и содржината на интересите во самоуправниот социјализам. Потоа, значајно место му се дава на субјективен фактор пред се на Сојузот на комунистите, кој што има значајно место во натамошно развиена на сочување на политичкиот систем. Тука беше на одреден начин зафатени прашања на развојот на делегатскиот систем, неговото место и низа други бројни аспекти се настојуваше да се колку е можно продлабочат, согледат низ една научна критика, низ најразлични, така да кажем, аспекти, согледат сите овие прашања и извлечат одредени сознанија, искуства, може да се каже и согледување на тој правец кој може да придонесат во натамошно развивање на, односно осветлување, разработување на прашањето на демократски плурализам на самоуправните интереси во социјалистичкото општество.
Другар Габер, на овој собир вие зборувавте за некои теоретски особености на идејата за плурализмот. Кажете ни кои се тие? Проблемот на плурализмот, теоретски земено, има своји стандарди во теоријата воопшто, а тоа значи и во политичката наука. Меѓутоа, плурализмот како една посебна категорија во политичката теорија се појави кај нас во последно време, особено со студијата на другарот Карло. Мене ми беше цел, кога ја концепирав овој мој прилог во дискусијата на оваа расправа во Охрид, ми беше цел да расчистам некои и за себе, а и да дам прилог во теоријата, некои проблеми сврзани со некои класични сваќања на плуралистичката идеја воопшто. Тие пред се должат на фактот што на плурализмот се гледа како на еден правец во филозофијата спротивен на марксистичкиот монизам од една страна и на дуализмот од друга страна. Меѓутоа, стварноста, диалектичката анализа на стварноста, тоа значи и на политичката стварност, покажува дека таквото разбирање на плурализмот спротивопоставен на монистичката филозофија, нели? Значи не диалектичко, ако сакате метафизичко разбирање на плурализмот, има своји сериозни последици во реалното опфаќање на самата стварност. И во таа смисла ми се чини да треба во контекстот на идеите кои другарот Кадир ги дава во својата студија, треба да се направат одредени дополнувања на теоретското сестрано диалектичко поимање на плурализмот, не негирајќи го фактот дека овде се работи за негирањето на плурализмот на повеќе субстанции како еден правец во филозофијата воопшто. Значи, плурализмот како филозофски правец останува спротивен на монистичката, марксистичка филозофија, али од друга страна плурализмот во разбирањето на многообразноста на единствената материјална стварност, тоа е оно што фактички нас ни е потребно да би могле да ги сванеме многуте разнообразности во реализирањето на самите политички односи. Значи, монистичкото приоѓање кон материјалноста на стварноста станува, меѓутоа разнообразноста на видовите на таа стварност, која има своји политички консеквенции, фактички е она што нас ни е потребно да не би биле еднострани во поимањето на стварноста воопшто, па тоа значи и на политичката стварност. Од тука сега произлегуваат и многу други проблеми во плуралистичкото поимање на социјалистичката стварност. Пред се тие се проблеми сврзани со тоа како таа стварност да се сване во сите нејзини аспекти, а истовремено да се преку плуралистичката партиципација на субјектите во политичкиот живот на социјалистичката стварност, да се истовремено создадат одредени инструменти, средства и начини да се организирано понатаму таа плуралистичка стварност интегрира во една свесна целина во однесувањето на развитокот на прогресот воопште. И во оваа смисла секако се јавува проблемот каква е улогата на субјективните сили внатре во плуралистичкото остварување на стварноста, али истовремено интегративно, самуправно остварување на таа стварност. Сега, проблемот на социјалистичката поставеност на плуралистичкото однесување на субјективните сили поставува и други проблеми. Така, например, каков е статусот на тие субјективни сили, конкретно и на Сојузот на комунистите.
како треба тој да се однесува према така плуралистички концептирана реализација на стварноста, во која е потребно, од друга страна, соодветно интегративно, низ противречностите, едно интегративно самоуправно организирање и движење на таа стварност. Сигурно е едно дека Сојузот на комунистите, како една водечка сила во остварувањето на прогресот, на сегашен идниот развиток на социјализмот и понатаму на комунизмот, мора да се сосема преиспита во таа самоуправна, делегатска и плуралистичка смисла, и концептуално и организационо. Тој не може да биде во рамките на таквиот политички систем, каде овие три категории, самоуправувањето, делегатскиот систем, како ние го разбираме, како негација на класичното класно и капиталистичко представништво, нели, значи самоуправувањето, делегатскиот систем, делегатството воопште и плуралистичкото остварување на стварноста, Сојузот на комунистите не може да биде како дел од таа стварност над таа стварност. Тој мора и во себе така приоѓајќи кон стварност, тој мора во себе да создаде и да сакате да оствари една своевидна трансформација. Се разбира дека тој проблем на таквата улога и таквиот статус, таквата поставеност на Сојузот на комунистите, од друга страна бара време, бара процеси, нели? И би било нелогично